чинам дека за неа ова, иако можеби ќе биде премиера на Телма телевизија во утринската, ама со оглед на тоа дека Викторија забележа некои познати ликови од Телма, вклучувајќи го колегата Владче, нема ти биде непознато можеби тука теренот, така што добро ми дојде во Телма телевизија. Добро те најдов, Марко. Многу ми е драго што ќе имам прилика со тебе да ја започнам на некој начин вака и во друштво годината. И вистина ми е драго што ќе можам и јас да влезам, барем, а и гледачите во твојот свет на НЛП, на невролингвистичкото програмирање, што можам да кажам дека честа е терминологијата што може да ја запознаваме денеска низ медиумите. Порано и не се говореше многу можеби за истото, меѓутоа можам да кажам еве од она што го обсервирам последниве години доста се говори и добро доаѓа можеби ова гостување на почетокот на годината кога апсолутно мислам дека во време кога сите брзаме и се обидуваме да направиме најдобра верзија на себе, ама тенденциозно, сепак ретко застануваме да се разбереме себе си по тој пат, така што се надам дека овие денешни некои теми заедно со тебе ќе не повикаат на еден поинаков пристап, по-сталожен, побавен, посвесен и подлабок, затоа што мислам дека и ти како соговорник, а и она што го работиш, мислам дека ќе ни го баш така соодветно ќе ни го започне ова утро. Сертифициран коуч и тренер по невролингвистичко програмирање или кусо наречено НЛП. Јас можам да кажам од овие неколку месеци што мудро те следам на социјалните медиуми, вистина се можеби една од најинспиративните дами фигури за многумина што се можеби на патот на личниот раст и таа ментална сила, и со години знам дека работиш во служба на другите околу кои што сакаат промена, ама пак ја кажам, не брза, не наметната, туку вистинска и одржлива. Така што денешните теми кои што ќе ги отвориме се дисциплина, тоа што често сега го гледаме на твоите социјални медиуми, и мене ми е одлична тема за почетокот на годината, секој пат нели таа табла на визијата, да останеме прагматични во екот или во ерата на дигиталното брзање на се, нели да пристигнеме, сакаме да имаме толку многу хобија, да запишеме толку многу програми и така натаму, како да се тренираме колкав ни е капацитетот на сето тоа, така што и за тие новогодишни резолуции ќе говориме, бидејќи знаеме брзо да преговориме уште како велиш ти на втората, третата недела од овој јануари, и посебен акцент ќе дадеме на, како што велиш ти, наречен внатрешна експедиција, истражување на некои подлабоки внатрешни делови од нас, меѓутоа тие на некој начин знаат да бидат и механизми на заштита, на стравови, на ресурси, ама ќе ни ги кажеш ти, ќе ни ги обясниш повеќе. Уште еднаш, добро утро и добро ми дојде во Телма. Добро утро и добро те најдов во Телма. И драго ми е што сум тука. Да, се надам дека редовно ќе имаме вака, можеби, нели, и наши теми на разговор, па периодично вака етапно ќе направиме барем до јули кога трае нашата, кога заокружиме уште една сезона, да направиме во различни етапи баш различни гостувања. Може. Морам да признам дека ова супер се дојде како сега зимска блага депресија која што сите чувствуваме. Верувам дека тоа можеби е како еден домино ефект, колку повеќе го говориме како сите да го чувствуваме, меѓутоа дека се случува една летаргија, дефицит можеби на сонцето и така натаму, хибернација, тоа можеме да го забележиме, ама ја секој пат велам дека и зимата и овие 3 месеци како циклус, па и добре е да се спознаеме малку повеќе во себе, бидејќи самата зима и не бара толку брзо темпо и не бара толку многу стимуланси, ако сакаме да ги имаме, нели, како што кажаме зад камери. Како ти ќе ја опишеш оваа зимска депресија и кој е можеби начинот на кој што Викторија добро маневрира можеби со емоциите овој период? Со зимата. Со зимата. Природата ни кажува дека зимно време треба да се смириме. Све во природата зимно време се смирува, така? Така е, како циклус. Како циклус, така што и ние како дел од овој систем, природен систем, би било убаво да се смириме и да се свртиме навнатре во домот, во топлина, да погледнеме каде сме, што сме, да рефлектираме, каде одиме, затоа што доаѓа па пролет, нови почетоци. И обично, во 1 јануари сите се новогодишни резолуции, ќе се сменам, ќе правам, уствари, всушност секој ден може да биде новогодишна резолуција и новогодишна резолуција. Ама премногу притисок има на овој период. Од нова година така е. Ваква ќе бидам, онаква ќе бидам, или од нова година почнувам да вежбам, почнувам да слабеам, престанувам, што престанувам, или има различни резолуции.
она депресија која што ја викаат или winter blues или нели синилото на зимата, баш скоро истражував третиот понеделник во јануари. Најдепресивниот? Е прогласен за најдепресивниот ден. И тоа ние сме, што викаш, сме си го врзале во крпча. Така е. Јануари, тоа е најдепресивниот ден и баш истражував да видам од каде доаѓа. И многу е интересно од каде доаѓа од маркетинг кампања. Вистина? Вистина. Еве ја не сум го прочитал листот. Маркетинг кампања е правена за туристичка агенција. Така? Која што им паѓа продажбата во јануари, затоа што луѓето се потрошиле новогодишни божични празници. И им паѓа продажбата, никој не патува, па како да мотивираат купување кај купувачите, прават кампања, ангажираат психолог, кој што прави некоја анализа на факторите кои што влијаат на депресијата, во наводници ќе ја ставам во јануари, нели тука е колку време е поминато од божикните празници, колку од платата ти е потрошена за време на празниците. Што беше друго, има дали ти се исполнети резолуциите кои што си ги почнал на 1 јануари или не. Неколку фактори се земени, времето надвор, и прави формула која што кажува дека 19 или третиот понеделник во јануари е најдепресивниот ден. И тоа е уствари маркетинг. Интересно е како, не сум го знал, како една маркетиншка форма на реклама знае да го врзаме во крпче, што велиш ти, дека тоа е така. И ќе бидеме ние депресивни сега. И како што се рече... Заклучивме, на тој понеделник нема да правам ништо, депресивен ќе бидам. Да. И влијае, понекогаш и само, не понекогаш, многу често се само хипнотизираме преку такви маркетинг пораки, преку зборовите кои што ги користиме. Да си жива и здрава. И си влијаеме сами на себе да не ни биде добро. Апсолутно се служам. Ова што го зборише, нели, актуелната книга секој пат велам на Джозеф Марфи, Моките на подсвеста, кај што вели сен тоа што го таложиме ние, па дури и самите како мантра си го споделуваме практично, еве како најдепресивниот понеделник, ако влезе во таа селективна меморија и го наталожиме во подсвеста, тоа така и ќе биде. Претпоставам дека тоа се и како вели тој, подсвеста е is the vehicle of life, односно возилото на животот, бидејќи вистина треба да ги таложиме убавите работи, нели, зашто велат влези во сонот со една молитва, започни го утрото со благодарност. Би те прашал сега околу НЛП-то. Колку умешно и успешно го навигираш себе овие години како, нели, истрениран, сертифициран коуч конкретно по невролингвистичко програмирање, и еве таму да започнеме. Што беше првото нешто што НЛП тебе ти го разјасни прво, нели, да речеме, пред години, а што претходно ти беше можеби магливо, настрана зимската депресија? Да. Случајно се сретнав со НЛП, буквално се сопнав. Не го барав и се заљубив во методологијата, затоа што е брза, ефикасна и дава трајни резултати. И најпрвото нешто кое што го научив е да го сменам прашањето зошто. Секогаш се прашуваме, првото нешто што ни доаѓа, зошто јас? Зошто мене ми се случува вака? Зошто јас имам проблеми? Зошто е прашање кое што настава во позиција на жртва. Секој пат, да. Секој пат. И нели ако некој кој ти рече зошто го правиш ова со прстето е, што ти доаѓа прво? Да се браниш. Да, жртвата. Да. Првата лекција ми беше таа и како прва лекција ја делам и ја кажувам на сите, затоа што кога ќе го смениме прашањето, излегуваме од таа позиција на жртва. Како? Како дојде до ова мене да ми се случи? Кога почна, нели, нешто? Со кого бев? Каде? Сите оние други прашања кои што се не зошто, ни даваат информации и ни го шират полето, ни ја шират перцепцијата. А најчесто се заглавуваме во зошто. Зошто вака се однесувам? Зошто ова го реков? Еден куп можам да ги Значи првото нешто што беше елиминирање на зошто. Значи буквално свесност за зошто. Кога ќе прашам зошто, да речам не. Ајде да се прашам малку подруги, поинакви прашања, да го сменам прашањето. И нели разговаравме претходно за проблеми. Проблеми има.
И секогаш ќе има во животот, проблемите се карактеристика на Кога животот. човештвото било мирно. Да. Кога ќе сватам дека нели проблемите ќе си бидат тука и дека животот е има една многу убава метафора, ќе ја кажам, кога леташ со авион, кога ќе излезеш над облаците и над виножитата, небото е секогаш плаво горе. Тоа треба да го сватиме, дека нашата внатрешна состојба можеме да ја одржуваме таква како плавото небо, без разлика на виножитата и на облаците и на невремето. И покрај облаците кои што се метафора на нашата бурна состојба некој пат. Да. Значи, облаците и виножитата се проблемите и убавите работи кои што ни се случуваат во животот, а нашата состојба е уствари небото горе, над. Кога ќе споменеме за НЛП, чисто за да им го доближиме нели пристапот, тоа е разбирање и промена на начинот на кој што размислуваме, комуницираме и се однесуваме. Нема да погрешам да кажам дека невролингвистичкото програмирање се развива некаде 70-тите години. Според некои, можеби, литератури кои што ги читав, Ричард Бендлер и Џон Гриндер ги најдов како податоци. Тие ги анализираат успешните психотерапевти, Милтон Ериксон, Вирџинија Сатир и така натаму, и тогаш се обидуваат да откриат што точно прават поинаку од другите. Меѓутоа, кои би биле основните принципи генерално на НЛП, генерално учењето, и би сакал да кажам, да прашам каде се користи НЛП, да речеме, еве го спомена маркетингот. Дали днеска и таму вешто може да се искористи, да речеме, во комерцијалната, да речеме, стратегија, во јавните настапи, во спортската психологија, бидејќи голем дел од спортистите знам дека го применуваат всушност методот на НЛП. Камелеоне. Буквално можеш да го гледаш НЛП како камелеон, затоа што е прилагодлив секаде и затоа што овие модели на извонредност, како што биле психијатрите кои што ги анализирале, така се анализираат модели, се моделираат поточно тие луѓе кои што се извонредни, кои што се генијалци во своето поле. Може да биде спортист, може да биде продавач, може да биде маркетер, може да биде психолог, психијатар, терапевт, може да биде водител. Јасно. Може да бидеш ти моделиран, да се извади твојот модел од имплицитно, значи ти не знаеш како го правиш тоа што го правиш, како што никој генијалец не знае како го прави тоа што го прави. Органски си доаѓа нештото. Да, си доаѓа природно. Тука доаѓа лингвистиката и доаѓа тоа моделирање и се вади твој еден експлицитен модел. Прво го правиш ова, второ го правиш ова, трето го правиш ова, четврто го правиш ова. И ако јас, како Викторија, ги правам истите работи што ги правиш ти од тој модел, ќе ги добијам истите резултати. Автентични. Да. Истите во тоа поле на делување, или во тој контекст. И затоа е многу тешко да го дефинираш НЛП како што е НЛП. Прво затоа што моделите доаѓаат од толку многу различни полиња. Широк спектар, така. Широк спектар. И второ се применливи на многу различни полиња исто така. Од едукација до маркетинг, до терапија секако, коучинг, продажба, бизнис, камелеон. Јасно, убаво го кажа, да. Како го збориш, практично гледам дека е дисперзирано наоколу. И сега она што ме праша на почеток е што е специфично. Специфично е дека НЛП не работи со контентот, не работи со приказната. Приказната која што си ја кажуваме сите еден на друг или сами на себе, туку работи со структурата која што е позади приказната. Затоа што сите ние имаме структура. Сите сме различни, сите сме уникатни, како што сите имаме различен отисок на прстот. Така е. А од друга страна, па сите сме многу слични ние луѓето. Сите имаме... Потребите се тие. Сите имаме крвоток, сите имаме срце, сите имаме имун систем. Имаме сите структура внатрешна. И таа НЛП работи буквално со таа структура, со тие патерни, шаблони кои што се во позадината и ги менува шаблоните и со тоа доаѓа до промена и во животот после тоа. Имено. Што луѓето најчесто погрешно мислат, еве некој пат дека е НЛП од твоето долгогодишно работење, и кога работиш со клиенти, која е можеби најчестата болка со која што тие доаѓаат, да речеме најчесто, без разлика на возраста или професијата, и што можеби најчесто ги кочи луѓето да направат вистинска промена?
Интересно прашање. Најчесто се заглавуваме. Се заглавуваме во перспективи или во мисли, или кои што ќе ги повторуваме во луп влегуваме. Како глувче некој кој што ќе се заглави во тркалцето и трча. Такви сме и ние. И не ни е лесно да излеземе. И многу луѓе се свесни, ќе кажат јас сум свесен за тоа што ми е проблем или свесна за тоа што ми е проблем, за тоа каде треба да направам промена, ама и почнуваат изговорите. Се што доаѓа после ама се изговори. Немам доволно време, нели, семејството ми одзема оправдувања либи колку сакаме. Шефот на работа не ми дозволува, воздухот е загаден, политиката, политичарите, системот. Ги слушам изговорите постојано околу нас. Промената почнува на лично ниво. Кога јас ќе почнам да се менувам, почнува да се менува и системот околу мене. Прво, семејниот систем, па потоа социјалниот систем, па системот на работа, нели тоа сите припаѓаме на некакви системи. Така е. Така што тоа се, можам да речам, тоа се главните работи каде што се чувствуваме заглавеност. И најинтересно ми е кога ќе слушнам дека нели јас сум свесен и ништо не можам. Че тука се заглавуваме на ниво на капацитет, на ниво на способност. Оствари, сите нас, сите ние внатре ги имаме сите ресурси кои што ни се потребни да живееме живот кој што го посакуваме. Го посакуваме, така е. Околу дисциплината, која што некој пат бара од нас совршеност, а ќе се потпрам на познатата изрека на сега веќе починатата Дајан Китон, која што во една прилика имаше кажано совршенството е смрт за креативноста. Меѓутоа, често велиш дека дисциплината, еве тоа би го започнал сега кога сме на поле дисциплина, често велиш дека и дисциплината не значи совршенство. Ами, како би ја дефинирала дисциплината денеска, Викторија, на здрав начин? Дисциплина, коренот на зборот дисциплина значи учење. Значи, постојано учам нешто ново. Љубопитна сум, во внатрешна состојба на љубопитност сум. И сега обично што правиме? Од утре ќе почнам вежбам. Наедноставен пример, од утре ќе почнам да вежбам и јас утре почнувам да вежбам затоа што вежбам сат и пол. Максимум, не 100% давам, него 150% давам од себе. И следниот ден, нормално телото е уморно, прегорено, преморено, адреналинот е паднат. Адреналинот е паднат, нема мотивација, отиде све нели во вода. Дисциплина значи не морам секој ден да дадам 100%. Важно е секој ден да дадам колку можам. Денеска можам да дадам 100%, утре можам да дадам 30%. И пак да си честитам себе си дека сум го направила тоа. Јасно. Задутре 50%, прекутре пак 100% можеби. Ако некој ден дадам 0%, да се осигурам дека следниот ден ќе се вратам. Или ако паднеш од конјот да се вратиш, да се качиш пак на конјот. Тоа е дисциплина. Значи, конзистентност. Конзистентноста е битна и полека нашиот мозок е пластичен викаат. Што значи тоа пластичен, невропластичност? Значи дека постојано се креираат нови конекции помеѓу невроните. И таа патека, нова патека со дисциплина, со конзистентност, се гради една нова патека која што станува навика во еден момент. И после вела 21 ден, јас би рекла повеќе. Јас би рекла дека е повеќе. 21 ден се ствара некоја база, ама потребни ни се барем 3 месеци. Конзистентност, дисциплина и после тоа ќе ти фали да го правиш. Тогаш ќе се чувствуваш жртва на тоа зошто не го направив сега. Е така. Е така, после да ти фали, јас не извежбав са бајле. Тоа е дисциплината, не војнички секој ден да бидам јас 100%, туку и да си се слушам себе си, нормално. Ако денеска не сум па и во расположение, во внатрешна состојба каде што сакам, во рете, си дозволувам и знам дека утре ќе се вратам.
дека утре ќе продолжам со Јасно. целото. Тоа е важно да останеме во таа линија Јасно. на тие шини. Јасно. Зошто сме научени дека ако не можеме се, тогаш подобро ништо? Затоа што зборувавме, нели, многу често гледаме во дуалности. Или е црно или е бело, или е добро или е лошо. Помеѓу црно и бело има едно виножито на бој. И во тоа виножито се и нашите избори лежат. Или ако кога се чувствуваме заглавени, обично не гледаш излез, не гледаш или е вака или е така. И тоа ни прави заглавеност. Кога ќе додадеме трета можност, веќе имаме избор. И секогаш се трудам, барем јас и со моите клиенти со кои што работам, да ја најдеме таа трета можност, за да креираме избор, затоа што тогаш не реагираме, тогаш одговараме, тогаш го креираме животот, имаме намера. Меѓутоа, може и третата можност е новиот избор на нештото. Навикнати дека го бираме лево или десниот пат, това е сосема друг избор кој што треба да го направиме. Да. Ни се отвара перспективата. Кога ќе креираме таа трета можност, например, ја отвараме перспективата. Како перфекционизмот, Тивко, ја саботира дисциплината? Пораснати сме многу од нас и со клиенти со кои што работам и јас лично, сум порасната со споредување. И се споредуваме постојано, не споредувале, и како може, нели, она да има сите петки. Да, започнувајќи од родителите, па и така. просветните работници. Така, и тоа сме го научиле, и ние се споредуваме постојано со другите. Време на социјални медиуми, каде што го гледаме успехот нечив друг. И тој успех е само она што го гледаме 0,0001% од нечив живот. И врз база на тој процент ние градиме приказна и нашиот мозок многу сака да предпоставува. И ја предпоставуваме приказната каков е животот на некој друг, постојано се споредуваме. И она што го гледаме некоја совршена слика. Со која што ние се споредуваме, споредувањето е смрт за самодовербата. Буквално ја убива самодовербата. И се трудиме и ние да достигнеме некаков таков параметар. Кои вредности моментално владеат во социјалниот живот. Така, што е успех? Успех е за сите различно нешто. За мене успех едно, за тебе друго. За мене може да сум мис на светот, успех за тебе да имаш голема кола. Така е. Ама вредностите некако општеството ни ги наметнува некои вредности кои што не ни се добри потоа за нас во нашиот живот. И така што прикажуваме нешто надворешно, а внатрешно сме несрекни, не сме порамнети, не ги живееме оние вредности кои што се наши вистински вредности. И тука доаѓа до тој конфликт, мислам. Јас секогаш имам една приказна што ја кажувам на обука една, ја поканив мајка ми да дојде. Јас личам физички на татко ми многу. И физички, и енергетски. Секако имам и на мајка ми, нормално производ сме сите на деца, на родителите. И завршува обуката, ја прашува мајка ми, викам, мамо, како бев? Ич не можам да те гледам. Какви фаци ми вика правиш? Иста си како баба ти Мариичка. Све крвај. Мајката на личам на незе, вистина личам. И на баба ми Мара. И утре дента, втор ден обука, викам, таа сум јас, нема да се сменам која сум, таа сум, автентична сум. И утре дента и викам, и денеска како помина, викам, како беше денов? Па денес од тука надолу те гледавме, вика, не те супер зборуваш. Ете го моментот. И таа несовршена совршеност. Знам дека сум таа правам фаци, точно личам, на кого иначе ќе личам, ако не на баба ми, на дедо ми, на мајка ми, крвта не вода, генетиката. Тоа е тоа. Така е. Имено. Прифаќање на таа несовршеност наша. Прифаќањето. Што го споменавме, нели, и зад камерите на јапонскиот концепт, ваби-саби. Да. Меѓутоа, кога сме околу дисциплината, дали дисциплината може да биде нежен пристап, нежна, а сепак да биде ефикасна?
Секако. Секако и мора да биде нежна. Забораваме да си честитаме кога сме постигнале нешто. Затоа што не е големо, нели? Да, забораваме да се честитаме. Ништо, што направив, ништо Дури страшно, за ништо големо. дневните триумфи кои што сме ги имале. Да. Значи, и за тие 10% кога ќе ги дадам, браво да си кажам. Да си едноставно да се потапкам по рамо, браво за ова што го направи. Не беше многу, не беше ни малку. Колку е, толку е. Да, и да си честитаме. Тоа е таа нежност со себе, да си дадеме, на англиски е кредит зборот, не знам како да го кажам на македонски, признание. Признание, да си дадеме признание себе си дека сепак нешто сме направиле и единствена споредба правам со верзијата на себе од вчера или од пред еден саат. Ако пред еден саат нели бев мрзлива, не ми се натерав да станам, се натерав 10 минути се доволни да се раздвижам и сум подобра верзија од она што сум била вчера. Апсолутно. Често пати знаеш да кажеш и на своите клиенти и на работилниците околу тие бебешки чекори, кои што се, мислам дека и многу суштински, зашто мислам дека и мозокот многу подобро реагира на тие мали чекори колку на големи планови. Дали поради тие причини можеби некој пат и нашите новогодишни резолуции не успеваат и брзо согоруваме уште да речеме втората, третата седмица од јануарскиот период, иако да речеме во декември, нели веднаш ја правиме таа нели визија, односно табла на визијата, толку ќе прочитам книги, ќе се запишам на тој курс, ќе ги искачам тие планински врвови, ќе ги посетам тие нели туристички дестинации така натаму, а нималку не се обидуваме да ги направиме тие бебешки чекори. Сакаме сега и веднаш. Така е. Да. Во нашата неврологија има еден хормон кој што се вика допамин. Сигурно го знаеш, сигурно го знаат и гледачите. Допаминот ни е главен мотиватор. И со секое малечко достигнување, колку и да е мало, колку и да е ситно, го наградуваме допаминот. Се лачи допамин. Исто така се лачи допамин и со скролање на мобилен. Значи, така што допаминот исто хормон на зависности. И кога го знаеме ова, кога знам дека допаминот ме мотивира да продолжам на секое малечко чекорче, тогаш можам да си ги поделам сите тие работи. Денеска не морам да прочитам цела книга, не морам денеска да прочитам 10 страници. 10 страни. Доволно е. Чек, допамин се излачил, имам мотивација и за утре да продолжам. Денеска почнувам да вежбам 2 минути. 2. Чек, допамин се излачил, можам. Затоа што допаминот се лачи на оние мали стимуланси, да речеме. Да, мали стимуланси, мали задачки, мали акции кои што сме ги достигнали, направиле и тука ни кажува дека јас можам. И буквално се возиш сам себе. Мозоков е фантастична направија. Да. Фантастичен орган, кој што многу ретко не учиме многу како функционира, а и не знаеме. Се уште се истражува и се уште неверојатно како нема ништо по-комплексно не истражено, совршено како што е. Да, баш така. И колку повеќе знам за тоа како ми функционира мозокот, како функционирам јас, толку повеќе можам да си го креирам својот живот. Не очекувам дека од надвор ќе ми се случи нешто и дека ќе ми донесе среќа и задоволство и туку внатрешно ги креирам тие работи. И се нели ќе речат манифестирање, манифестација, мантра и си јас сум среќен, јас сум успешен и ќе биде. Ама ако не направиш никаква акција, ако седиш само нема ништо да се случи. Апсолутно. Што најчесто им порачуваш можеби на твоите клиенти, луѓе околу кои велат ова ми изгледа премногу едноставно за да функционира? Најчесто. Сигурно имаме такво оправдување. Има такви, има нели скептични луѓе кои што не веруваат. Искуство им велам, ајде да си поиграме и да искусиш. Имав еден учесник на една од обуките, НЛП практичар, кој што исто така беше скептичен, мажите се повеќе, ние жените сме повеќе отворени, има резигнираност кај машката популација, да. И работевме на техника која што се нарекува усидрување или всидрување,
каде што всидруваме внатрешни состојби преку допир, различни допири на телото. Не веруваше, нели, дека е ова возможно. Работев со него, всидрувавме мир, внатрешен мир, мирна состојба. Помина техниката и после сати нешто, насред предавање сме, и он само одеднаш свикува и вика: функционира ова. И сега сите учесници, јас кон него сме вперени со погледот. Аха, момент, прво искуство. Аха, и гледа на саат, и имаше часовник кој што мери све, од куцај, од чукај на срце, дишење, нели, сите крвен притисок и што се не веќе. Се што мери саатот. И вика, значи точно во тоа време кога сме работеле, мене ми е срцето смирено, сите параметри ми покажуваат дека јас имам внатрешен мир. Вика, ова функционира. Ете, еклатантен пример. Со искуство. Со Само со искуство. искуство. Тоа е веројатно можеби Да. одговорот. А кога сме кај внатрешната експедиција, ја често пак знам да се поправам на внатрешниот инженеринг. Често и ти говориш за таа внатрешна експедиција, што ајде по најблага дефиниција можеме да кажеме дека е тоа. Тоа е едно патување на внатре, кое што никогаш не завршува, јас ќе кажам. Нели, таа внатрешна експедиција не завршува, затоа што толку имаме внатрешно да се истражуваме, да дознаваме за себе, да учиме како функционираме, како сме, нели, како сме, од што сме создадени. Овој организам внатрешно како функционира? Каков интелект? Така, како овој крвен систем функционира, како овој имун систем функционира. Нели, како јас се поврзувам со околината, каде јас завршувам, каде почнува светот. Толку многу има работи за, нели, внатрешно во нас. Копање длабоко под површината. Толку сме богати, можам да речем, таква една богата чорба има внатре. за да се искуси. Да. И тоа е едно поврзување со себе си, за да можеме да живееме еден автентичен живот, затоа што само кога сме автентични сме порамнети внатрешно и сме среќни, и сме задоволни, тогаш не одам против себе, го живеам, или она своја автентично јас. Внатрешна експедиција е еден производ кој што излезе од последно мое многу тешко животно искуство, имав рак. И додека се лечев, додека заздравував, ја креирав таа програма на внатрешна експедиција со многу прашања. Ова се случува кога, Викторија? За запознавање на себе си во 2020 година. Една недела пред да затворат граници, да се прогласи ковид, јас добив диагноза за многу тежок Канцер? рак, да. 30% шанса за преживување ми дадоа и само им реков на докторите, ама јас не сум статистика. Јас знам НЛП и знам дека нели, која е разликата, што ја прави разликата помеѓу успешните и просечните изведувачи на нештото. И од таму, нели, заедно со целото на знаење кое што го имам и се што сум поминала и се уште учам, цел живот учам. Тоа е. Ја креирав таа програма каде што затоа што сватив дека како стигнав, нели, прашањето не беше прво го сменив прашањето зошто мене, туку како јас дојдов до тука. И како да излезам од ова сега. И сватив дека си изгубив себе си во некој претходен процес, во претходна врска во која што бев, буквално си изгубив себе си и за тоа дојде до болеста. Болеста е симптом на нешто претходно. И тоа враќање себе си, уствари, со тие прашања кои што ги поставував, со тие техники кои што ги правев, на крај излезе таа внатрешна експедиција која што сега е програма и која што се уште ја развивам и се уште работам на себе нормално. Јасно. Сакаш да ми кажеш дека во моментот со твојата најголема и физичка и внатрешна емотивна психолошка борба произлегува програмата за внатрешна експедиција. Да, баш така. И практично тебе ти помага за твое лично и физичко лечење, за денеска да ја опремиш добро можеби програмата за внатрешна експедиција. Да. Секоја чест. Дали сите ги имаме, нели, знаеме тие исти внатрешни делови и како тие се оформуваат низ искуството? И
би те прашал кој може би внатрешен дел најчесто ни прави проблем кога веќе споменуваш, дали тоа е критичарот, заштитникот или исплашеното дете? Па би рекла исплашеното дете, од овие три што ги спомна. Критичарот ни е многу корисен. Ако го погледнеме. Мудар советник. Значи, не е толку мудар, колку што критичарот ни е користен да ни го зголеми квалитетот. Така. Меѓутоа, критичарот знае да се појави во моменти каде што не е потребен. Сега, например, јас сум тука гостинка кај тебе на телевизија и критичарот во глава, ако почне да ми зборува, изгужвана ти е, нели, фустанот ти е изгужван, се фокусираш на некои ноторни работи. И мене во главата ми работи глас кој што не ми е потребен во овој момент, затоа што и се губиш од траекторијата што сакаш да кажеш и да се внесеш повторно во играта. Затоа што јас во овој момент потребно ми е да бидам присутна сега со тебе тука, да те слушам тебе, да разговарам со тебе. Во тој момент на критичарот му викам не сега. Ќе дојде време кога ќе излезам од студиото, ќе се седнеме заедно во кола и ќе те слушнам што имаш да ми кажеш. За да научам за следен пат. Успеваш да го ставиш на пауза? На пауза, буквално. Корисен е, само треба да го искористиме и да го ставиме во рамка. На крајот на денот, кој е господар на мојот ум? Јас. Критичарот каже во мојот ум. Едноставно е, ние ги комплицираме работите. Исплашеното дете е момент кога нашиот мозок оди во автопилот однесување. Емоциите од минатото, нели, нашиот мозок се развивал во етапи. И првиот најстариот дел на мозокот, кој што се вика рептилски мозок, рептилски ум, таму ни се сместени емоциите и таму ни се сместени мемориите. Архивирани. Да. И сега тој функционира се пали на опасност. Опасност може да биде лав на времето во пештера, бегај, да бегаме така кога сме живееле како луѓе во пештери, ама моментално опасност може да биде и мисла. Опасност може да биде нешто што ти ќе кажеш, па јас ќе го исперцепирам како опасност. И во тој момент се пали таа амигдала или тој дел од мозокот. Кога ќе се запали тој дел од мозокот, ни го парализира префронталниот кортекс, кој што ни е делот од мозокот кој што е најкасно развиен, најкасно се развива во нашиот живот. Каде што ни е рационалното размислување. Расудувањето и така натаму. Рационалниот дел ни е најкасно развиен и во нашата еволуција како луѓе и во нашиот раст и развој како индивидуи. И кога ќе се блокира или парализира рационалниот мозок, ти не делуваш од позиција на возрасен, туку делуваш од позиција на малото дете. На малото уплашено дете. И тогаш може да викнеш, и да се искараш, и да удриш, и да изреагираш едноставно некако како што би изреагирало тоа мало уплашено дете, а не овој возрасен човек. Помага дишање, секогаш, за смирување, и помага да си кажеш, јас не сум тоа мало дете. Јас имам 40-30 години, и да го понекогаш дури да го гушнеш, да го прегрнеш, да му кажеш ќе биде во ред. Јас сум во контрола и ќе направам најдобро да биде. Многу има за работење со тоа. Најчесто, Викторија, да речеме, кога сме во таква бурна реакција, односно кога сме дадени во момент, да речеме сега, најчесто ни е, да речем, сценарио лично кое што го гледаме на булевар, кога две колини си даваат простор, нели, која лента ќе фати, и тука веќе имаш судир на интереси со возилата, луѓето веднаш посегнуваат по тоа мало дете, како веднаш да се активира, како да бидеме наблюдувачот на сопствената мисла и оние кои што ќе пристапи разумно, рационално, кој што ќе рече, што прави човек? Врати се мало. Значи, во тој момент, која би била техниката и методата да не бидеме веднаш малото дете кој што сака да истапи, да ги изнесе емоциите од некој пат? Најбрз начин да ја изманипулираме внатрешната состојба ни е здивот.
И најлесен, и наједноставен, затоа што е секогаш присутен тука. Така е. И не враќа овде и сега. Фокусот на дишењето, да. Значи, само во тој момент да ми текне, окей, ајде да земам длабоко воздух, 3-4 пати, вдишувањето да биде пократко од издишувањето, поточно издишувањето да биде подолго од вдишувањето, и тоа веднаш ни го смирува нервниот систем. Најлесен и наједноставен начин. Втор следен начин е да сменам нешто со позицијата на телото. Затоа што нели ова е еден организам и е све врзано. За да ја сменам внатрешната состојба, некако го менувам телото. И трето е нормално преку однесувањето. Меѓутоа, кога јас ќе го сменам дишењето или физичката состојба, автоматски ми се менува внатрешната состојба и автоматски ми се менува однесувањето. Поврзано е целото. Тоа во НЛП се вика ланец на извонредност. Извонредност. А што се однесува, пример, да речеме, не можеме да го менаџираме тоа што тој ќе ни, да речеме, излегува од возило и ќе ни пристапи некако. Како тука да изменаџираме ако тој човек и таа личност има, за жал, и физички напад кон нас или вулгарност и пцовки, често се случува. Така. Како тука да го изменаџираме нашиот бес? Ако гледаме дека од таа страна човекот спротивно на нас делува, а сакаме сепак да останеме смирени, а да не бидеме жртва дека сега тој нели не нападнал веќе и така натаму. Све до перцепција, пак ќе кажам. Ако јас гледам дека некој ме напаѓа или нели, ако јас го перцепирам тоа како такво, така ќе се чувствувам внатрешно. Вежбање секако, нели, ја не се родив Јасно. вака со овие нели знаење и со вас, вежбање е нормално. И истите се начини. Дишење, перцепција, внатрешна состојба. Внатрешната состојба ти е најголемиот се. Буквално се, ќе кажам. Ако мене внатрешната состојба ми е смирена, ако мене внатрешната состојба ми е ресурсна, ќе кажам, што сакаш ти можеш од надвор од мене да правиш и не можеш ништо да ми направиш ако не ти дозволам. Ако ти дозволам, секако дека можеш. Луѓето можат да прават што сакаат. Нивна работа. Не можам да ги контролирам јас другите. Надворешните фактори, така. Надворешните фактори. Можам да ги прифатам какви се и можам да работам со нив. Значи, можам да се одстранам од таа ситуација. Така, можам да речем, викај си ти колку сакаш, и јас ќе си Веројатно најмудриот начин, да. Да. Можам да викнам и јас. Така, можам и јас да викнам за да го сретнам некој на истото ниво на кое што е, да креирам рапорт, а исто една НЛП техника која што се користи во комуникацијата. Репорт, креирање репорт. Да. И од таму да го поведам таму јас кај што сакам да го смирам. Можам и јас нормално да се расправам и да псујам и тоа можам. Значи имам избори. Секогаш имам избор. Јасно. Репорт, тоа баш сега гледам. Градење довера преку сличен говор на тело, сличен тон на глас или пак прилагодување на јазикот. Да. Сосема за крај. Зошто новогодишната резолуција има толку силен ентузијазам кај секој од нас, меѓутоа што најчесто се случува во втората и трета недела од јануари? Веројатно тие бебешки чекори ги забораваме и големите проекти ги создаваме дека мора да бидат изградени, односно да ги исполниме во еден здив и така натаму? Со надеж и со енергија како да го кажам, charged, на англиски ми доаѓа збор. Полнење? Наполнета, да, наполнети се овие денови околу Нова година. Така. И се повеќе гледам, нели, има и како да постигнеме резултати, да запишеме новогодишни резолуции, да vision board, кажа, нели, да креираме. И супер е тој ентузијазам, со тоа што да можеме да го задржиме. Мотивацијата, како што кажав, работи со мали чекорчиња, со тој допамин. Така се мотивираме. Исто така, може и нешто премногу да ми се гледа. Нели? Ова да го сменам од еднаш денеска сега или од утре и премногу ми е. И ќе почнам со премногу и телото ќе се истроши, ќе си падне мотивацијата и се враќаме назад, ќе паднеме
како што рече Преска, паднав се, нема поента веќе да се враќам и остануваме назад на тоа кој што сме биле. На промена ти е потребна, или секако, некои промени се случуваат и одеднаш ако работиш со техника и со коуч или со човек, терапевт кој што го знае да го направи тоа. Меѓутоа, секогаш е потребна акција. Секогаш е потребна да правиме работи, да одиме, да чекориме, затоа што ако застанам, сум застанала. И затоа е секогаш мали чекорчиња напред и одам кон тоа што сигурно чекорам кон тоа што го сакам да го направам. Прекрасно. Пред крај, кога има следни датуми, можеби за следни твои работилници на кои што може да најавиме? Да, внатрешна Со оглед на тоа дека и експедиција. Австрија ти е исто уште една домашна дестинација. Да, моментално си оди НЛП програмата, НЛП практичар во Австрија, во Виена и во Скопје, завршува на крај на мај, следната почнува во октомври и овде и во Виена. Листа на чекање и рана пријава секогаш постои. На 21 февруари ќе имам внатрешна експедиција, не вебинар, туку работилница во живо. За прв пат ќе ја правам во Македонија во живо. Во Скопје ќе биде најавена, во Скопје, да. Ќе биде најавена. Следно што доаѓа во април преговарање како техника, што ја работам многу. Работиме со Ирена Јакимова, можеби ја знаеш, заедно на лидерска програма за жени кои што прават промени во општеството. Моментално ја работиме македонската група која што почна во ноември. Почнуваме на Косово група. Ќе има од ноември пак македонска група која што ќе почне, така да имам има активна година. Има активна година. Супер, значи дека следниот датум со тебе 21 февруари. 21 февруари. Конкретно можеби ќе ни кажеш за локацијата, бидејќи локацијата уште не ми е одредена, ќе биде објавена на социјални медиуми Викторија Јордановска и ќе те поканам да ми дојдеш. Искрено со задоволство би сакал да бидам дел од групата луѓе и посетители и ти благодарам што ја започнавме годината со тебе. Прекрасен разговор. Во секое време и те чекам повторно на уште од сега можеби покана за следниот период.